На 2 декември 24 годишната Јована Гуњова од Штип ја фасцинираше Словенија. Таа ја доби Прешерновата награда и го сврте целото внимание од Европска Словенија кон себе. Што значи оваа награда и кои се критериумите за таа да биде доделена? За доделување на Прешерновата награда е потребно најпрво твоето дело да е малку поразлично од другите, да не е секојдневно, да има нешто внатре што ги задоволува и исполнува тие услови. Исто така потребно е да имаш оцена, највисока оцена, тоа е 10, за презентација на делото и исто така за изработка на истото. Потоа потребно е од сите 3 години, бидејќи јас ова награда ја добив за дипломско дело, потребно е од сите 3 години просекот да ти биде над 8,5. Конкуренцијата за Прешерновата награда во Словенија е огромна, а незиното стекнување огромен престиж и огромна сатисфакција за талентот и големиот труд. Што Јована направи за да ја добие? Тоа е една од најголемите награди што можеш да ја добиеш во текот на студиите. Моето дипломско дело беше поврзано со трајност на мода, што сега тоа може да кажем некако дека е ин во денешнината, бидејќи употребив пластични кеси што требаше да завршат во отпад, исто така и пластични плекси стакло. Не употребив текстил за материјал, туку употребив некои други отпадни материјали. Гуњова во Словенија веќе е 3 години и цело време работеше максимално ангажирано, но дали се надеваше дека незиниот труд е вреден за толку големата награда? Не, навистина воопшто не се надевав, бидејќи до сега од сите овде што ги познавам, не сум слушнала некој да добие таква награда. Па и бидејќи сум странски студент, тие сепак се држат. Најчесто добиваат словенски и домашни студенти. Голема чест ми и задоволство ми е што навистина ја добив. Голема благодарност до менторот, бидејќи ако таа не те номинира, ти сам не можеш да влезеш во тоа. Наградата на Гуњова уште од сега и отвара големи патишта по кои таа веќе е тргната, а би сакала да се движат во следната насока. Тоа е малку тешко да се каже за иднината, бидејќи никогаш не знаеме дека ќе не однесе патот. Да, сакам да одам во поголемите модни градови, како што се, например, Париз, Италија, можеби некаде. Но за сега рано да се каже. Се надевам дека ќе имам многу избори, можности и дека ова навистина ми отвара некои повеќе патишта. Кои се модните идоли и инспирацијата на младата штипјанка? Имам повеќе, не знам, Исак Мијаки, можеби, Айриш Ван Херпен, многу се. Постојано пратам и следам што се случува денес со модата и од секаде можем да најдем инспирација, почнувајќи од архитектура, од секојдневието, како луѓето се облечени секојдневно. Останатиот дел од сторијата можете да ја проследите на официјалната Facebook страна на телевизија Стар.